Благодарам. Со овој амандман се предлага да се обезбедат средства во висина од 2 милиони денари за тампонирање на патниот правец од центарот на село Криволак до армискиот полигон. Благодарам. Го молам министерот да се произнесе по амандманот. Амандманот не се прифаќа. Отварам расправа. Збор има Павлинче Честојнова. Благодарам. Овој амандман е по барање на жителите од село Криволак, а се работи за тампонирање на патот од центарот на село Криволак до касарната во должина од 3 километри. Се работи за една битна делница која е многу фреквентна, освен што ја користат жителите на село Криволак, секојдневно ја користат и вработените во Арама. Единиците кои го користат полигонот во Криволак, но и странски делегации кои исто така го посетуваат полигонот. Поради честото одржување на воени вежбовни активности на полигонот, поради тешката механизација која секојдневно е присутна на овој полигон и која поминува по овој пат, патот кој води до армискиот полигон е доста оштетен и е во многу лоша состојба. И со право е реакцијата на жителите од село Криволак е сосема оправдана, затоа што го барат овој амандман, но овде морам да истакнам дека главна причина што вработените во армијата во касарната Криволак немаат организиран превоз, односно се снаоѓаат кој како знае и умее, затоа што ниедна превозна компанија не сака да ги вози, е токму лошата состојба на патот. Со прифаќањето на овој амандман ќе се подобрат условите за живот на жителите во село Криволак, но ќе се подобрат и условите за нормално функционирање на припадниците на армијата. А ние како држава секако ќе докажеме дека влезот во НАТО ни е приоритет. Ова ми беше и последниот амандман во овој дел и за жал ниту еден од амандманите не беше прифатен. Министерот не ме удостои, има сигурно друга работа, гледам, не ме удостои со одговори, но како што сега ги поднесов, ќе ги поднесам и следниот пат со првиот ребаланс на буџетот. Сите овие амандмани повторно ќе бидат поднесени. Понатаму имам поднесено и други амандмани кои што се однесуваат за фекална канализација во село Дубраво, нова детска градинка во село Тимјаник, исто амандман кој што беше претходно поднесен, нова детска градинка во Неготино, дом за стари лица во Неготино, набавка на дигитален рентген апарат за мамографија за потребите на здравствен дом Неготино, кои се надевам дека ќе има можност да ги образложам со оглед на временската ограниченост на ова амандманска расправа, бидејќи сите тие се важни, се произлезени од жителите на општина Неготино и се нивни реални барања. Но стварно не очекував ниту еден од моите амандмани, од овие амандмани, да не биде прифанат. Не очекував дека и колегата од Неготино толку ќе се залага за ниту еден амандман за Неготино да не биде прифанат. Еднаш ви реков, колега, заеднички интерес и покрај различната партиска определба е нашиот заеднички роден град, тоест Неготино, и се додека двајцата не застанеме на една страна, на страната на Неготино, Неготино нема да добие ништо, како што впрочем и не доби ништо.